Уште едно гостување во утринската програма на актуелна тема, која ја најавуваме вака. Според едно неодамна направено истражување на најголемата компанија во светот Рош, над 400 милиони лица во светот живеат со некаква ретка болест. Во Македонија се регистрирани повеќе од 570 вакви случаи. Добро е познато дека во Македонија наутро многу често сакаме гласно да зборуваме за темите за кои сакаме да правиме промена во општественото живење, а граѓаните со ретки болести секако го заслужуваат нашето внимание, па во тој контекст наредниве минути ја најавуваме четвртата сезона од кампањата во чиј фокус се ретките болести, а ја реализира Сдруженијето Ретко е да си редок. Ја имаме на Скајп Гордана Лолеска од Сдруженијето. Добро утро, Гордана, благодарам за позитивниот одговор за гостувањето во Македонија наутро. Добро утро до вас во студиото, добро утро до вашите гледачи. Представува голема чест и задоволство што за прв пат гостувам во вашата утринска емисија. Меѓутоа, сакам да се заблагодарам на вашата утринска емисија, на уредниците кои што прифатија четвртата кампања ги запознаваме, четвртата сезона од кампањата ги запознаваме ретките болести да се емитува токму на овој програмски сервис. И дел од промотивните видеа кои што ќе може да ги гледаме од денеска па натаму, ќе ги видиме и во текот на денешниот разговор, доколку се разбира се подготвени. Режија, разговорот го почнавме со статистички податок дека 570 граѓани водат битка со некаква ретка болест во нашата земја. Од една страна битка со болеста, од друга страна битка за еднаков третман и здравствен и животен. Да, секако. Викендов успеав да стапам со представници на Министерството за здравство и добив малце поинакви бројки, за жал покачени бројки. Заклучно со декември 2021 година во регистарот на ретки болести има регистрирано вкупно 652 лица со околу 70 различни диагнози. За околу 225 од нив се обезбедуваат лекови преку програмата за ретки болести. Пациентите со ретки болести за кои има лекови се лекуваат преку оваа програма за прв пат од 2009 година па навака. Но според информациите кои ги имаме како здруженија и кои граѓани, пациенти пристапуваат до нас се за жал многу поголеми, односно нашите бројки кажуваат дека имаме околу на ниво на Македонија околу 2000 пациенти со околу 200 различни ретки болести, што е навистина поразително доста, знаејќи го фактот дека само за 5% од ретките болести на светско ниво има некаква терапија. Повелете. Завршете ја мислата по тоа. Да. Години назад се работи многу на подигање на јавната свест, меѓутоа се работи и на склучување на договори со Министерство за здравство, разговори со нив за обезбедување на терапија, за намалување на тие тендерски постапки кои траат исклучително долго, да се надеваме дека ќе со овие кампањи плюс ќе придонесеме да го окренеме гласот за ретките болести. Не оставате ништо на случајот и се чини од година в година сте се погласни во сегментот едукација на граѓаните за ретките болести. Ќе потсетиме дека 28 февруари е всушност меѓународниот ден за подигнување на свеста за ретките болести, но вие амбициозно почнувате од утре. Тоа значи дека секој ден низ различни промотивни видеа, текстови, аудио записи граѓаните ќе може да се запознаат со точно 28 ретки болести? Да. Ова е всушност четвртата кампања. Тоа се заокружуваме 111 диагнози кои годиниве наназад, благодарение на Охридското супер радио и живот со предизвици од Скопје, заеднички успеавме да сработиме 111 диагнози, ретки диагнози на македонски и на албански јазик, но сето тоа
со помош на докторите, експерти, врвни диагностичари од клиниките од Скопје, кои што и годинавани се, така ќе кажам, и стручни соработници, меѓутоа и партнери во оваа кампања. Годинава тимот на тие стручни соработници брои 20 врвни диагностичари, кои што утре ќе ми се гости на прес во Охрид, за да ја најавиме кампањата, ги запознаваме ретките болести, меѓутоа и секако тука ќе има и повик до новинарите да присуствуваат на пресот и да се запознаат и да ги запрашаат и самите тие врвни диагностичари кои, еве да речеме, кои се ултра ретки диагнози ги диагностицирале во нашата земја. За жал, имаме такви ултра ретки диагнози, како што се ФОП, ХИЦ, ви кажувам само скратеници, кои ќе ги сретниме и во ова четврта сезона на ги запознаваме ретките болести. Исто така, утре вечер во знак на поддршка на пациентите со ретки болести, меѓутоа и со вклучување на тој глобален повик на Евроордис да се обединиме во еден глобален ланец на осветлување. Во 17 часот и 30 минути Самойловата тврдина по втор пат ќе светне во боите на ретките болести. Меѓутоа ќе светнат и општина Охрид, општина Струга и општина Деврца. На некој начин ќе започнеме кампањата со боите на ретки болести, за да им покажеме на луѓето дека постоиме, дека не сме невидливи, не сме сами. Целта на оваа кампања е не само граѓаните да се запознаат со ретките болести, туку и со животот секојдневен на луѓето кои имаат одредена ретка болест. Па во тој контекст, бидејќи вие го имате контактот со граѓаните, како изгледа секојдневието на еден наш граѓанин со ретка болест? Диагностицирањето всушност е секогаш најгорчливиот и најтешкиот момент кај пациентите со ретки болести. Доколку ако го земеме фактот дека 75% од ретките болести се од генетска природа, и ако имаме заболен во семејството со некоја ретка болест, добро е да се направи пренатална диагноза и евентуално да се знае дали во семејството ќе се очекува да се роди член со ретка болест. Меѓутоа, доколку некои болести за прв пат се појавуваат, диагностицирањето, пак ќе кажеме, најгорчливиот проблем, бидејќи многу од симптомите од ретките болести се среќаваат и во секојдневието, во смисла при некоја прележана настинка, при вирусно заболување, при алергиско заболување и некогаш е тешко и им е тешко и на најдобрите диагностичари да ги препознаат симптомите на одредена ретка болест. Па знаат пациентите со ретки болести да талкаат по клиники, по институции и тоа време на диагностицирање да трае од 1 до 14 години, ќе се ограничам на тие 14, бидејќи на член од моето семејство му требаа 14 години да добие диагноза, што е стварно доста долго време. Па потоа следува во самото семејство шок, неверица, зошто баш мене, доаѓаме во случај на паѓање на целото семејство во депресија, бидејќи ќе се навратам на оние 5%, само 5% за ретките болести има некаква терапија. Во однос на терапијата која што ја споменавте, тука сакам да се задржиме. Како стоиме со третмани во нашата земја, третмани на лекување и терапија? Има ли доволно за сите пациенти? И од каде еве ги набавуваат, доколку нема? Како што го започнавме разговорот, ви кажав дека добив најнови информации од Министерството за здравство, дека постојат во Македонија 70 ретки диагнози, со 675 мислам беа пациенти со ретки болести и дека за 225 од нив се набавува
некаква терапија доколку ја има. Меѓутоа, и сето тоа додека се обезбеди, знаете, е премногу комплексно, тешко, бидејќи доценитивна терапија се случува при доцење на јавниот тендер за обезбедување на лекови преку програмата за ретки болести на Министерството за здравство. Затоа редовно апелираме секоја година тендерот да се врши навремено, што е можно порано, но чисто тоа се случува да не биде во јануари, туку февруари и во марти да доцни сета таа терапија. Останува на семејствата на некој начин, ќе кажам, да се во наводници да се снаоѓаат додека стигне самиот лек. Многу од семејствата на собствен трошок, доколку постои некаков лек во земите во соседството, го набавуваат. Меѓутоа и тоа не води, например, до целосно излекување на самиот пациент. И никогаш лековите кои што се за ретки болести и кои што ги примаат пациентите не доведуваат до целосно излекување, туку само до намалување на симптомите. Кога договаравме разговорот за утрово, ми спомнавте во еден од неформалните разговори кои ги имавме дека изминатиот период се направени неколку сериозни чекори за подобрување на квалитетот на животот на пациентите со ретки болести, но се чини дека токму овој вид на едукативни кампањи ќе ги направат проблемите повидливи, а со тоа и ќе допрат, многу е поверојатно да допрат до најважните чинители во општеството кои ќе одлучуваат за нивните животи и третманот? Да, секако. На пациентите со ретки болести, на нивните семејства постојано им треба помош и поддршка, бидејќи, како што знаеме, чисто пати да кажеме во овие интервјуа на кои сме повикани да разговараме, кога страда член од семејството, страда и целото семејство. Затоа Издруженијето со ретки болести континуирано обезбедува бесплатна психолошка поддршка и помош на пациентите со ретки болести и нивните семејства. Меѓутоа, она што, бидејќи јас потекнувам од Охрид, и што сум горда што успеав да го направам, е измени во доделувањето на ученички и студентски стипендии во општина Охрид. Имено најдов на голем слух од градоначалникот на општина Охрид, господинот Кирил Пецаков, за воведување на нова категорија на стипендисти. Тоа се ученици, студенти, докторанти, магистранти со ретки болести и посебни потреби, зашто ево да упатам јавна благодарност до градоначалникот и до општина Охрид. И мислам дека сме прва општина во Македонија која што мисли за едуцирање на оние ретки пациенти кои што можат да се доедуцираат, да се дообразуваат и да станат активни чинители во ова наше општество, да не зависат од примање на социјална помош, од посебен додаток, ево да речеме, од туѓа нега, туку да се едуцираат и да може да се вработат во институциите каде што ќе бидат најпогодни за тоа. И ако сега најавуваме четвртата сезона, тоа значи дека имате големо искуство со изминативе 3 од аспект на колку едукативниот момент го прифаќаат граѓаните. Па ме интересира, се менува ли перцепцијата прво кај нас граѓаните за лицата со ретки болести, а потоа и институционално? Така. Значи, она што го забележавме при објавувањето на првиот, мислам дека беше пост од првата сезона од ги запознаваме ретките болести, се сеќавам дека беше Вегенерова грануломатолоза болеста. Одма при објавување на самиот пост, одма под самиот пост читаме каде што се поврзуваат пациенти. Да, и јас страдам од оваа болест. Пишуваат дали има некој друг, дали може да се поврземе, да поразговараме, бидејќи видите, не секој сака да разговара за својата диагноза, меѓутоа постојат и такви семејства и такви пациенти кои сакаат да разговараат, меѓутоа и кои сакаат да се спојат со друго семејство.
за да разменат искуства околу лекување, околу диагностицирање, околу набавка на евентуално на некакви помагала или примање на некакви додатоци кои што им следуваат од државата. Слободно можам да кажам дека со овие кампањи не само што допираме до граѓаните, до институциите, она е најважното, допираме до самите пациенти кои што се скрили и не сакаат многу да зборуваат, барем ќе видат дека некој друг се бори со истите нивни предизвици секојдневно и ќе се поврзат, бидејќи е многу полесно да знаеш дека некој друг плюс во оваа наша мала држава страда од твојата ретка болест и да си размениш искуства, едноставно да си ги кажеш маките, народски ќе каже. Кампањата започнува утре, ќе имаме многу што да слушнеме и да научиме во деновите кои што следуваат. Во меѓувреме, што е она што ние како граѓани можеме да сториме за да го подобриме квалитетот на живеењето на нашите сограѓани кои што се исправени пред здравствени предизвици? Прифаќањето, емпатијата кон овој тип на пациенти е секогаш многу важна. Подадената рака е исто така важна, меѓутоа и ова нека биде повик до граѓаните дека се вклучат во одбележувањето на месецот на ретки болести, обојте дланка, обојте лице, осветлете го станот, вашата канцеларија или одреден објект во вашата општина. Постирајте слики со хаштазите кои што можете да ги најдете на страната да ги запознаваме ретките болести. Вклучувајте се во групи за поддршка. Покажете им дека не се сами, дека има и некој друг кој што се грижи за нив и да не биде само во месецот на ретки болести. Гордана, благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро. Ќе посакам успешна 4-та сезона од кампањата Ретко е да си редок и закажуваме за 2 до 3 недели повторно гостување, да го видиме епилогот од истата и да проанализираме колку ние знаеме да се менуваме, прилагодуваме и поддржуваме. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето во вашата емисија и уште еднаш да се заблагодарам за што Македонска телевизија е годинава медиумски партнер и поддршка на националната кампања ги запознаваме ретките болести. Благодарам за поздрав од